Госпожо Шекеринска, аз најпрво би сакал да ви се заблагодарам што ве издвоивте време за едно мало кратко интервју со нас. Во овој тежок ден, денес беше напорен за вас, движење од една страна на друга. Бевте во повеќе населби во Струга. Па би сакал накратко да ни кажете вашиот впечаток од посетата на овие населби, па од излагањата на граѓаните. Кој е вашиот впечаток накратко? Секаде ја добиваме истата порака. И може би за вас е поважно овдека за Струшкиот регион, меѓутоа речи си да нема општина во Македонија што не ги слушаме истите коментари. А тоа е дека на сметка на Скопје и тоа само на сметка на еден проект Скопје 2014, сосема се заборавени луѓето, општините и населените места кои што се низ цела Македонија. Сите беа обединети во пораката дека не е во ред десетици, стотици милиони евра да се потрошат на статуи, на музеи, на барок фасади, а притоа македонските села и населени места да бидат без водовод, без канализација, без чиста вода, без пречистителни станици и со катастрофална локална инфраструктура. Не треба да се биде многу паметен па да се врзе дека ако една држава е сиромашна, а Македонија не е богата земја, секој денар треба да го потроши таму каде што највеќе значи, а тоа е таму каде што живеат луѓето и таму каде што се среќаваат со секојдневни проблеми. Тука дека одговоревме директно на второто прашање. Значи, сметате дека овие делови се изоставени веќе извесен период на назад? Цела Македонија и реалните проблеми на граѓаните се во сенка на политичките интереси на партиите на власт. И ако во нивната математика не влезе тоа, комплетно го забораваат. Навистина, Македонија има една од најлошите инфраструктури. Македонија има многу снимки каде што сегашен премиер, бивш премиер и многу луѓе се сликаат како се почнуваат работи, како се отвараат, како се сечат црвени ленти, ама како што заминуваат политичарите, потоа и механизацијата заминува. И проблемите, за жал, не се решаваат. Би сакале од вас накратко да ни кажете кој е вашето гледање на одлукава на Уставниот суд кој веќе вчера ја донесе? Накратко. Се работи за срамна одлука на Уставниот суд, со која што практично како да се дава зелено светло за изборни кражби, за педофили, за луѓе кои што заработуваат од продажба на дрога. Зад такви луѓе застанаа 5 суди од Уставниот суд и неколку партии на власт. Меѓутоа, одлуката на Уставниот суд на некој начин ќе им помогне на граѓаните, бидејќи таа представува признание дека ВМРО ДПМН, врвот на ВМРО ДПМН бил вклучен во изборен фалсификат. Таа одлука е признание дека тој изборен фалсификат го правеле координирано меѓу себе. Дека не била само Гордана Јанкуловски и Милејана Киевски, туку дека во тој криминал очигледно учествувал и Никола Груевски, па сега има интерес да се спасува и себе и своите соработници. Одлуката на Уставниот суд представува признание од страна на ВМРО ДПМН дека очигледно специјалното јавно обвинителство веќе има доволно докази и очекуваат дека дури со судска постапка тие докази ќе докажат изборен криминал. Ако не беше така, ако не се плашеа од судска пресуда, ако не се плашеа од сериозните докази, ако не беа криви, немаше да бараат и да притискаат Уставниот суд да дава шанса на Ѓорѓе Иванов да дава амнестија. За жал, ваквата одлука на Уставниот суд е голем минус за Република Македонија и за нејзиниот углед. При обраќањето пред граѓаните споменавте еден интересен податок кој што за жал власта негираше дека Социјалдемократскиот сојуз нема програма. Тоа го споменавте на нашите собери, па би можеле малце накратко да ни кажете околу. Новата програма на СДСМ е донесена уште во текот на крајот на 2015 година и наша цел е да ја приближиме до граѓаните. Меѓутоа, за жал, поради состојбите во медиумите, тешко тоа оди, затоа што граѓаните на телевизија ќе чујат многу лаги, ама ќе чујат малку информации. Нашата цел главна во
програмата е да обрнеме внимание на најголемиот проблем во Македонија, а тоа е масовното иселување. 600.000 македонски граѓани во последниве 10 години ја напуштиле Македонија. Тоа значи дека секоја година губиме, речиси, една општина како Струга. Од Арно никој не бега. Сите бегаат затоа што не гледаат шанса да ги решат проблемите во својата држава. И затоа главниот акцент на нашата програма е како да обезбедиме економија која создава работни места, ама не било какви работни места, туку работни места кои што носат подобар и пристоен живот. Затоа предвидуваме пораст на минималната плата, обврска за сите фирми да ја почитуваат минималната плата, сериозна финансиска инекција во македонските домашни предпријатија од 20 до 50 милиони евра годишно предвидуваме да се инвестираат во развој на домашната економија и при тоа мерките за стимулација кои што ќе ги понудиме на фирмите да стимулираат и повисоки плати. И нашата цел е просечната плата во Македонија да порасне на над 29.000 денари. Зошто? Заради тоа што ни требаат македонски граѓани со посилен буџет, а власта да научи да работи со помал буџет. Целта е парите да се трошат домаќински и парите да се трошат на вистинските приоритети. Предвидуваме и други мерки во делот на земјоделието, пораст на субвенциите од 100 до 160 милиони евра, поддршка на социјално најзагрозените семејства со вистинска, оддржлива и реална социјална помош. Предвидуваме силни мерки за подобрување на состојбите во здравството, бесплатно болничко лекување и зголемени плати за лекарите, особено специјалисти и целиот медицински кадар, за да не ни бегаат како што бегаат во Словенија, во Бугарија и во Германија. Тоа се некои од главните мерки кои што на граѓаните ќе им дадат шанса да видат дека во Македонија работите се подобруваат. Предвидуваме да се промени досегашната пракса, сите во Македонија и најсиромашни и најбогати да плаќаат изданок. Сметаме дека оние кои што имаат плати пониски од 12.000 денари, тие треба назад од државата да го добијат персоналниот данок, кој што е платен во нивно име, а оние кои што имаат приходи над 60.000 денари месечни, тие да плаќаат повисока даночна стапка. Тој кој што има повеќе, да плаќа повеќе. Избори беа закажани за 5. Ке оде ли Социјалдемократскиот сојуз според вас доколку не се регулираат медиумите па и избирачкиот список? Решението на сериозната криза во која што влезе Македонија заради криминалот и корупцијата од страна на власта мора да бидат фер и демократски избори, а не криминални избори. Денеска излегоа информации дека согласно проверките на ДИК 500.000 имиња на избирачкиот список ќе треба да се проверуваат. Тоа зборува за сериозен простор за злоупотреба. На фер и демократски избори граѓаните ќе гласаат за промени. За тоа да се случи ни треба чист список, за тоа да се случи ни требаат реформи во медиумите, затоа што лагите станаа поради ваквата медиумска клима секојдневни. Лагите се стимулираат и од страна на партиите на власт. Јас токму кога бев во посета, например, на дел од населените места во Острушка општина, чув што се ги лажат, чукајќи им на врата. Им велат дека ќе изгубат социјална помош, дека ќе изгубат помош за трето дете. Пазете, кој во оваа држава би се откажал од инструменти кои што стимулираат поголема социјална заштита и мерки кои што значат по-силна економија и демографија. Меѓутоа, тоа не е точно. Она што ние кажавме е дека социјалната помош ќе ја прилагодиме на потребите на граѓаните. Нема да ги малтретираме со 1001 документ што треба да го носат, туку ќе инсистираме тие што се најзагрозени стварно да добиваат најголема поддршка од државата. Според статистиките, во Македонија дури и социјалната помош се злоупотребува. А илјадници семејства кои се загрозени остануваат без ништо. Тоа ќе го прекинеме. Особено пред избори. Информациите, доказите кои што ги добивме, зборуваат дека оваа власт научила само да работи криминално.
злоупотреба на социјална помош, злоупотреба на здравствени проблеми на Купување граѓаните. на гласови. Да, купувањето на гласови. Пазете, истата порака ќе ми ја испратиме на сите. Нудењето пари не се тоа пари кои што ги вадат од джеб. Тоа се пари кои неколку пати ни ги украле од буџетот и ги украле од джебот на граѓаните. И тоа значи, тоа е сериозно прекршување на изборниот закон и значи затворска казна. И апелираме до граѓаните да ги пријавуваат тие работи, затоа што правдата некогаш е бавна. Исто како и вистината. Ама кога вистината излегува на виделина, и правдата станува достижна. Ние со проектот Вистината за Македонија покажавме какво е вистинското лице на власта. Корумпирано, криминално. Како власта била спремна да крие убиства. Како власта затварала фирми. Како казнувала граѓани. Како го искористила се само вечно да владее. Вечно ништо не е. И заради тоа власта бега од фери демократски избори, затоа што знаат дека на фери демократски избори тие ќе изгубат. Јас повеќе не би сакал да ве задржувам после овој напорен ден, само уште едно прашање за крај. Каде го гледате излезот од ова политичка криза? За жал, кој што е наметнат. Како што споменав, еден дел од решението е да се организираат фери демократски избори. И владата која што ќе ја добие поддршката од граѓаните, ќе добие и огромна одговорност да ги средува состојбите во државата. Вториот дел е како ќе ги вратиме повторно институциите да бидат моќни. Како ќе им обезбедиме граѓаните да веруваат во својата држава и во своите институции. Како ќе обезбедиме судството да ги казни оние кои што се виновници. Можеби најголемиот тест за Македонија ќе биде да покаже дека оние кои што направиле злоупотреба, криминал, корупција, дека ќе одговараат за тоа, затоа се луѓето од власта нервозни. И вториот тест, како да обезбедиме парите кои што се украдени од Македонија, парите кои што ги носат на сметки во Белизе, на Сејшели, на различни рајски острови, како да ги вратиме назад. Оти ова е држава која што нема многу пари, ова е држава која мака мачи за многу потреби и навистина е срамота милиарди евра во последните години нелегално да се излеат од држава како Македонија. Нашата цел ќе биде правдата да важи за сите, да не зависи од политичка волја. Секој оној кој што се огрешил на законот, за тоа треба да одговара, а државата треба да го конфискува имотот кој што е стекнат на криминален начин. Смели оптимисти околу себе ова? Кога човек не е оптимист, ништо не може да промени. Нам оваа власт систематски ни ја убива, се труди да ни ја убие и надежта и оптимизмот. Меѓутоа немам дилеми. Оваа држава издржала и полоши моменти и покажала дека има сила и има мудрост да се издигне над кризата. Ова е моментот кога во оваа криза треба да ги казниме виновниците, а на сите останати да им покажеме дека Македонија може да биде убаво место за сите наши млади и за сите наши деца. Госпожо Шекеринска, јас уште еднаш ви благодарам што издвоивте време за едно кратко наше интервју. Се надевам дека уште еднаш ќе ве видиме низ краток период во нашите делови тука и со поинаков печаток. Ви благодарам многу на поканата и на шансата да го искористам ова време. Ве поканувам. Ви благодарам на поканата, сигурно ќе бидам тука.